Секој трет адолесцент по пандемијата има симптоми на депресија, а 42% се пожалиле на анксиозност, покажува студијата на УНИЦЕФ и Универзитетската клиника за психијатрија од Скопје. Зошто анксиозноста и депресијата се се повеќе присутни кај младите? Малолетничка деликвенција, педофилија, сексуално злоупотреба. На овие прашања и дилеми разговарам со Драги Змијанац од Детската амбасада Меѓаши. Нарушено ментално здравје, децата се препуштени сами на себе, оттуѓување на децата од родителите и обратно. Стручните служби недоволна работа со децата, насилство гледаме во медиумскиот простор, насекаде во светот. 2 малолетни деца под 14 години силуваат другарче на 8 години, кривично неодговорни, го споделуваат тоа видео. Ученик во Белград, малолетен, убива своји соученици, кривично неодговорен. Секако не е само вината, туку и одговорноста. И дури да има кривична одговорност, ако се повторуваат вакви настани, значи имаме дефект во воспитниот систем, образовниот, општествениот. Дали недоволно се посветува внимание на децата, дали немаме доволно време да разговараме со нашите деца, дали стручните служби не се доволно интерактивни со своите ученици во училиштата, дали имаме премногу оставен слободен простор во социјалните медиуми без одредена родителска контрола и надзор, посебно за малолетни деца, дали децата впиваат се она што гледат и се рефлексија на општествените нарушени вредности, да не кажем и неморал, дали милитантноста и оружјето кое слободно можат учениците да го користат без родителски надзор, е резултат на сето ова, треба да одговорат стручните луѓе, експертите, но она што можам да го констатирам е дека не само родителската одговорност и контрола, која е неопходна, имаме отсуство на сериозен пристап во содржините кои децата ги впиваат, не само во медиумскиот простор, отворете телевизија, ќе видите насилство, многу малку едукативни програми, многу малку превентивни програми, многу малку интерактивно со децата, користење на слободно време низ креативни работилници, дали се тоа форум театар, дали се тоа денс театар, дали се тоа работилници некакви каде што децата ќе можат да се чувствуваат сигурно, слушнато и разбрано. Малку се разговара со децата, меѓуврсничкото насилство е многу присутно, не само во училиштата и предучилишните дворови и во сајбер просторот. Имаме дигитална релативна неписменост, немаме доволно дигитално образование кај децата дека една содржина компрометирана која се споделува во социјалниот простор и те како може трајни последици да му нанесе на своето другарче доколку го сподели, и мислам дека треба да се мобилизират Министерството за образование и наука, полицијата, да се стопираат одредени компрометирачки содржини на социјалниот простор, посебно оделение за компјутерски криминал и форензика. Тука има работа и за социјалните работници, точно треба да детектираат семејства во ризик, за да можат стручните служби да имаат дојава за да се работа со тие деца кои се во проблематично обкружување и со родители кои не секогаш се кадарни и способни да ги воспитуваат и образуваат децата. Секако моделот на воспитувач во градинките кај што децата ќе добијат први животни искуства и вештини се многу важни, но исто така морам да нагласам дека општеството ни е милитантно, лидерите ни се милитантни и се што се случува е проблематично од аспект на вредности кои децата ќе ги впиваат, бидејќи тие тоа што го гледат и тоа го прават. Дете уби свој соученици во Белград, деца во Скопје сексуално злоставувале дете. Колку ни се безбедни денес децата? Денеска се повеќе се изложени децата на ризик, не само од врсничко насилство, туку и од соученици кои не го препознаваат врсничкото насилство, дека изборовите можат да повредат. Децата некогаш се повлекуваат во себе и се случуваат ситуации на насилство кое не може да се контролира. Тоа се случи и во Белград. Значи, имаме, повторно ќе кажем, еден систем на нефункционалност во следење на развојот, правилниот раст и развој на децата. Од градинка во домашни услови, многу малку ќе кажем родителите и разговарат и посветуваат време за своите деца, не ги детектираат одредените појави кај децата и одредените симптоми
каде што детето можеби е жртва на булинг или сексуална злоупотреба, а не го препознаваат тоа. Нема добар пристап на ресоциализација на децата жртви и децата насилници и едноставно тоа се репродуцира. Господин Змијанац, ви благодарам за гостувањето. И јас вам за поканата.